За моите гости Христијан Фејдановски и Алексеј Демјански од Форумот за демократска Македонија. Првим би сакал да ве прашам, имавме можност да погледнеме на кампања која што е од вашето здружение, меѓутоа можеби за гледачите е малку нејасна, дали можете да ни објасните што станува збор и што всушност сакате да порачате со овие, претпоставам, лица кои што не се македонскиот не име мајчин јазик, меѓутоа сепак го зборуваат? Да, значи ние во Форумот за демократска Македонија навистина сакаме да покажеме дека сме поинакви на некој начин од сите други организации што досега ги знаат граѓаните, што действуваат во диаспората. И видеокампањата навистина беше да се покаже дека и ние дискутираме за културата и за различностите меѓу нас, така да и еве како ние промовираме Македонија во странство преку нашите пријатели и така. Каков беше нивниот однос, односно како тие ја поздрави оваа кампања, дали со задоволство зема учество, дали сакаат и дали знаат каде се наоѓа всушност Македонија? Па, тие што ни се нам пријатели, да, знаат, пошто ние на некој начин тоа го правиме информативно и действуваме со нив и се гледаме најчесто, така да на некој начин они се информираат поради нас, така да диаспората има една улога каде што ние навистина сме амбасадори на Македонија надвор од Македонија и тие го доживеуваат тоа на добар начин, така да дознаваат многу поише за Македонија. Така, Христијан, претпоставам дека може на ти да прејдеме со оглед на тоа дека сме блиску со годините. Една година постоите како здружение. Јас искрено прв пат слушнав за вашето здружение со оглед на тоа што сме преплавени од оние можеби здруженија со националистичка реторика и тврди ставови кон она што се случува во земјава. За почеток би сакал да ве прашам како дојдовте до оваа идеја да се формирате една прогресивна младина која што не живее во Македонија и колку во моментов броите членови, од каде имате најмногу членови во вашето здружение? Се работи за една релативно млада организација. Ние всушност постоиме неполна година од минатиот мај. Всушност идејата за организацијата веројатно најмногу произлезе од движењето Протестирам, во кое членува голем дел од нашите членови. И во тој момент веројатно главната цел беше да се ослободи заробената држава која што тогаш имаше во Македонија, а сега на некој начин се обидуваме да се погрижиме дека нема да се создаде една нова заробена држава, така што сметаме дека секогаш има потреба од организации како нашата. Во однос на членството имаме членови од целиот свет, сите се македонски иселеници, најголем дел живеат во Америка и во Австралија, меѓутоа имаме наши ограници и во Европа. Исто така се трудиме многу да ја запазуваме што е можно повеќе и етничката инклузивност и разновидност во нашата организација. Моментално членуваат етнички македонци, албанци, срби, роми, турци, власи. Возрасно исто така сме прилично разновидни, како што може да се забележи од нашето присуство овде, меѓутоа има и многу поискусни членови на организацијата, некои од нив веќе многу подолго време живеат во диаспората и тоа се најчесто поединци со веќе изградени кариери во државите во кои што живеат, кои што не ја гледаат организацијата како некоја условно кажано одскочна даска или платформа за лична промоција, туку навистина се обидуваат да помогнат за подобра иднина во оваа држава. Така, кога зборуваме за прогресивна младина, нов бран или на ново здружение, кои се тие прогресивни идеи кои што вие сакате да ги промовирате на македонската јавност, па и пошироко, еве од двајцата може одговор? Јас мислам дека видеото тоа можеби најдобро го покажува, бидејќи ако се водиме по онаа максима на Гоце Делчев дека треба да го разбираме светот како поле за културен надпревар помеѓу народите, мојот впечаток е дека организациите, постоечките организации во диаспората малку како да го игнорираат зборот културен во таа фраза. Малку повеќе се фокусираат на еден, па јас би го нарекол попримитивен надпревар помеѓу народите, со многу национални апстракции, со многу удирање во гради, со многу постројување зад знамето, вредности и начини на однесување кои што нам не се туги во организацијата. Ние сметаме дека треба повеќе да се потенцира зборот културен во таа фраза и токму затоа се обидовме со една ваква кампања, онлайн кампања преку видеа со наши познаници, сопрузи на некои од членовите пријатели и така натаму. Да се обидеме да покажеме како ние всушност го негуваме идентитетот, како со нашето живење во странство се обидуваме да ги пренесеме вредностите на нашата држава, на нашата култура, а и да ги поднаучиме странците, нашите пријатели и по некој збор на македонски. Така, имавте и препораки до македонските власти, еве дали може за гледачите да им објасните што препорачувате вие за да може да ја постигнеме таа демократизација и развој која што ви е цел? Да, значи Форумот за демократска Македонија генерално се залагаме за една демократска, прогресивна и просперитетна Македонија и како што беа и итните препораки на времето кога се смени власта, ние на некој начин повторно ги спомнавме сите тие препораки, дали се тоа реформи во правосудството, дали се тоа реформи
за поише транспарентност и да речеме на некој начин меритократија во јавната администрација, дали е тоа развој на економијата, така да сите тие препораки на некој начин произлегуваат и од наши идеи, и од многу идеи што беа истакнати од страни на невладини организации во Македонија и така. Наидувате ли на разбирање од политичарите кои што ги посетуваат земјите надвор од Македонија, каде што се сретнуваат со нашинци таму, ве слушаат ли, мислам, дали вашите идеи допираат до нив и дали ги земаат предвид вашите препораки? Да, значи моментално имаме, би рекол, добра соработка со сегашната влада, пошто еве ние на некој начин и исто време постоиме како што постои и сегашната власт, така да само со нив имаме соработка кога доаѓаат у странство. Еве сме соработували и со министерот за диаспора Едмонд Адеми, пред малку еве и Кристијан беше на средба со вице премиерката Радмила Шекеринска, така да имаме одлична соработка со нив, но и од друга страна имаме и критики кон власта, дали се тоа, да речеме, моменталните кадровски одлуки што сме ги виделе, што на некој начин не ја покажуваат таа меритократија што сметаме дека треба да постои во општеството и во јавната администрација и други институции, така да, имаме добра соработка, но и од друга страна имаме и јаки критики према ние. Една година тешко ли беше да се наметнете како здружение кое што еве, што рече Алексеј, всушност влијае врз, односно наидува на разбирање од страна на политичарите? Па како што кажа Алексеј, ние практично се формиравме, односно го соопштивме нашето формирање токму на денот кога во Македонија истовремено рече се соопшти дека ќе има нова влада, и тоа беше една чиста вака временска коинциденција, бидејќи ние постоевме претходно со движењето Протестирам во некоја форма. Меѓутоа тоа ни пречеше баш тој ден се разбира за афирмација, бидејќи практично медиумите беа, се разбира, преокупирани со таа вест и не известија доволно за нашето формирање. Меѓутоа со текот на времето, последниве година дена, се трудиме да се афирмираме што е можно повеќе, имаме телевизиски настапи секогаш кога можеме, се разбира согласно обврските, бидејќи сите живееме во странство. Се обидуваме исто така со наши авторски текстови и колумни да предонесеме кон јавниот дискурс овде, а се надеваме дека и видео кампањата на едно вака да речам, можеби достапно за младите ни во на еден поатрактивен начин да допреме исто така до јавноста. Она што мене ми привлече внимание на вашата програма каде што пишува кои сме ние, што ни е целта и зошто постоиме, вели ние сме сите оние што и припаѓаат на широката заедница на демократски настроени и непартиски иселеници. Апропо вашите ставови, дали некогаш всушност сте добиле партиска етикета како здружение? Мислам дека во Македонија сите организации внатре во матичната држава и надвор од државата знаат понекогаш да добијат партиска етикета, и тоа е нормално. Мислам, ние се трудиме да ги согледаме тие критики, да видиме и ние нешто можеби дали сме погрешили, меѓутоа генерално не се водиме премногу согласно тие забелешки, бидејќи најчесто не се добронамерни. Тоа што го забележавме во диаспората кога се формиравме, независно од тоа дали некои организации имале партиска позадина или не, тоа и не можеме да го знаеме за другите организации. Меѓутоа тоа што го забележавме беше дека недостасуваше еден сет на вредности кои што ние го промовираме. И тука ние видовме нашата шанса да донесеме нешто ново во диаспората, бидејќи не би сакал да го карактеризирам тоа како национализам, бидејќи нели е силен збор, меѓутоа во диаспората како да постоеше еден партикуларизам кој што и се уште постои и е негуван од страна на некои други организации, некоја внатрешна ориентираност, некоја дури би ја нарекол и тесноградост, некоја подалба ние версус остатокот од светот, која што ние се трудиме да се обидеме да ја урнеме како организација, бидејќи сметаме дека во 21 век важно е да се прашаме што значи да се биде македонец во ова модерно време, но и воопшто што значи да се биде граѓанин на една држава. Значи сакаме барем да мислиме дека ние сме организација со едни хуманистички вредности кои што не познаваат национални граници. Меѓу вашите цели имате наведено напредување на демократизацијата, поврзување и давање глас на сите демократски настроени поединци, меѓутоа и поддржување на интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, алијансата како нејзини стратешки определби. Колку од овие цели кои што ги имате наведено во вашата програма се досега исполнети, колку се на добар пат да бидат исполнети и очекувате ли во скоро време да бидат исполнети вашите цели? Еве некоја временска рамка дали можеби имате? Па ние првин го поздравуваме тоа што на некој начин сегашната власт го одблокира процесот за интеграција во Европската Унија и во НАТО, што претходната власт за жал некако го стави во некоја баш неповолна позиција, така да навистина го поздравуваме тоа што
повторно има преговори за името, што е навистина главната пречка кон таа интеграција, но од друга страна дел од таа интеграција и се и самите реформи во државата, така дали е тоа економскиот развој, дали се тоа реформите во правосудството, треба и власта и на тоа да стави внимание, така да делумно да го поздравуваме тоа на таа надворешна политика што се случи, што навистина беше многу битна, но од друга страна повторно треба и внимание да се стави дома за да се решат одредени проблеми, кои што исто така се дел од унапредување и влегување во тие две евроатлантски структури. Колку оние здруженија на наши иселеници кои што протестираа во светот, како што можевме да видиме, истакнувајќи знамења кои соседна Грција ги смета за иредентистички, користејќи говор кој што може да наштети на процесот на преговори, колку сметате дека тие всушност прават штета на процесот на преговори, па и на сите процеси внатре во Македонија на сметка на оние националистички пораки и говори? Да, значи ние сметаме дека секој има право да демонстрира и да протестира, така да тоа е нивно право. Нашите ставови во Форумот за демократска Македонија се малку поразлични, ние не делуваме така. Да, ние го поздравуваме повторно, како што кажав и претходно, интеграцијата кон тие структури, но ние ќе го поддржиме како организација и исходот што ќе излезе од тоа што граѓаните на Република Македонија и владата на Република Македонија ќе го одлучи. Така да ние ги поддржуваме граѓаните во тоа што ќе го одлучат во односно на тоа прашање. Алексеј спомна дека ти беше дел од вашето здружение кој што остварија средба со министерката Радмила Шекеринска. Еве како ја коментирате оваа средба и покрај тоа што на вашата Facebook страница веќе имавте некакви информации за тоа, еве на гледачите да им објасниме што всушност разговаравте и како бевте примени од нејзина страна. Ние како една релативно млада организација прво бевме многу задоволни од фактот што владата практично сама побара средба со нас, бидејќи тоа на некој начин ни даде до знаење дека владата е подготвена да разговара со повеќе актери во диаспората и дека не прецепира веќе како еден нов субјект во диаспората. Благодарни и бевме на вице-премиерката за одвоеното време. Имавме еден коректен разговор во кој таа не запозна со моменталните текови на владата и генерално ја поздравуваме нејзината работа и пошироко работата на владата, меѓутоа и на тој состанок како и на претходната средба со Адеми нагласивме дека будно ги следиме процесите внатре во државата. Имавме некои несогласувања посебно околу кадровските политики на владата како што спомена Алексеј претходно и се разбира во однос на спорот со името кое што има тенденција секогаш да биде најважното прашање во диаспората, иако не би требало да биде така. Ние сме на мислење како што Алексеј веќе спомена дека преговорите се конструктивни, дека треба да се обидеме до крај, да се најде најсоодветното решение, меѓутоа исто така цврсто стоиме на ставот дека на крајот тоа решение мора да има легитимитет внатре во Македонија, односно мора да има референдумско изјаснување за истото. Така, за исполнување на вашите цели, какви кампањи, односно активности можеме да очекуваме во иднина од вашето здружение? Па моментално еве како што имавме и видео кампањата и такви кампањи ќе продолжат, но и од друга страна еве моментално сме дел од екипата на диаспорски организации што соработуваат со владата на Македонија за креирањето на националната стратегија за диаспора, така да учествуваме и во тој процес и имаме други разни активности кај што делуваме на локално ниво, дали е тоа во Малта, во Велика Британија или во САД, да на некој начин ги унапредиме евроатлантските интеграции на Македонија, но и од друга страна да промовираме македонската култура и така. Нешто да додадеш за крај? Се согласувам со Алексеј, се трудиме да имаме што е можно поразновидни настани. Во Вашингтон, јас каде што живеам, пред еден месец одржавме еден музички настан, насловен Боите на македонската музика, кој што беше еден многу симпатичен настан и на тој настан јас веројатно најдобро сфатив дека вистински вредносно припаѓам на оваа организација, бидејќи се обидовме да понудиме, како што веќе кажавме претходно, едно поинакво толкување на идентитетот, значи негување на идентитетот без чукање во гради, без постројување зад знамето, без други слични апстракции, туку најдовме група музичари од Соединетите Американски држави кои што со децении веќе свират и пеат македонска музика. Немаат никаква генетска поврзаност со Македонија и беше навистина фасцинантно што толку време ја негуваат нашата традиционална фолклорна музика, свират на кавал, на гајда. И еден ден ги собравме во македонската амбасада во Вашингтон и одржавме еден навистина прекрасен настан и се надеваме дека ќе имаме повеќе такви прилики за други културни настани понатаму.